Има денови или скоро секој ден кои се прекратки за да може да се завршат сите активности кои што сум ги планирала, но еве нели да почнам од нешто што го добивме доцна синоќа, една донација која што дури сега успевам да ја наместам за да ја сликам. Од две мои верни семејства подржувачи, тетка Јанка, тетка Цвета, значи секогаш заеднички пазаруваат, купуваат. Дел јас и вчера испратив од оваа донација, значи за Беровско, за семејство кое што е во загрозена состојба. А сега стартувам со подготовка на остатокот од пакетите што се надевам дека денеска во пресрет на големиот празник успеени на Пресвета Богородица ќе ги однесам. Почнувам, ќе ви кажам што сум направил. Чекам во меѓувреме донација од бисера од Кочани, ранци и училишен прибор кои веднаш денеска ќе бидат однесени кај дел од децата. Во очекување на ранците и училишниот прибор кој треба да дојде сега од Кочани од една наша верна донаторка Бисера со семејството, јас еве подготвувам пакети, овие ќе бидат однесени за Злетово, овде нешто од гардероба, облека, постелнини и чекам да ставам дел од училишниот прибор, а исто така погледнете само што направив друго. Со оглед на тоа што имаме многу облека, гардероба, детски нели работи, колички, транспортери, денеска одлучивме да се договори со неколку семејства во Виничко, односно во самиот град во Виница, да дојдат да го земат сето ово што јас сега го подготвувам. Еве им ставив и компјутери, брашно, ќе им ставам и храна и да може да си поделат секој според својата возраст, бидејќи тоа се семејства кои јас сум уверена и знам дека со радост ќе го носат, но навистина имаше премногу. Морам да направам нели да го средам просторот, да го уредам, бидејќи имаме премногу облика и ќе гледам денеска да распоредам дел од неа и затоа ве замолувам се додека нели не објавам дека имаме потреба да се сконцентрираме на храната и на средствата за хигиена, нели зимница, сето она што постојано го кажувам. Еве ги начекав сега и ранците од Бисера, може само да погледнете. Значи оваа година вложила во малку поквалитетни, како она кажа, ранци и внатре има прибор. Јас со нетрпение ги чекав, бидејќи еден треба да однесам сега кај едно дете во Злетово, иако нели подготвив и од оние другите што ги имавме од минатата година, значи се што остане тоа нели нерасипливо може да се искористи во било која доба. Еве да видиме сега, да видите колку кошта еден ранец. Еве внатре има прибор училишен. Исто така тетрадки. Предпоставам дека различно има ставено во сите овие ранци. И благодариме на Бисера. 6 преубави ранци. Еве крајниот резултат, она што ми е подготвено за Злетово. Ова е подготвено за Виница. Ако добро ме следите, значи во 17 часот имаме најава и за готови порции, освен сето она што друго го правиме и ќе го направиме до крајот на денот. Денеска во дистрибуцијата ќе ми помагаат женска екипа. Сниме ранците, не мене. Има ли? Колата е товарена и одиме за Злетово. Проби Штип из Злетово. Стигнавме во село Ратавица. Тоа е нели пред Злетово. Тука имам добри пријатели Јанкица и Стојмир, кои се мои нели исто така сојузници во борбата против гладот. Денеска ќе оставам овде ова што го стави во мојата кола и тие ќе го распоредат онаму каде што треба. Има овде неколку дечиња на кои не им однесовме ранец минатата година и затоа еве сега
Се надеваме дека овој пат ово што го донесовме, нареден пат може би нешто друго, но за почетокот на школската година оставивме доволно. Ако сакате превкусно јадење, а истовремено и добро да одморите, овде во склопот на манастирот, еве овде е манастирчето Мејанчиу камче. Драги мои, знаете колку сум денеска срекна бидејќи успев сето она што го замислив да го распоредам. Значи со ова што го остави сега во Ратавица и претходно што го зедоа луѓето од Виница, значи се направиле голема акција. Ајде сега погледнете каде се наоѓам. Веќе ги слушате кампаните. Ова е нашиот преубав Лесновски манастир. Ќе присуствуваме на вечерна богослужба и се надевам дека до крајот на денот ќе го направам видеото или можеби од утре раното, за да видите што се успеавме. А во меѓувреме сега, благодарени на Венко, ќе се земат порциите кои што се донација од семејство кој живее во странство, значи за сиромашните во чест на нивната Панагија. За Лесново што е да кажеме е премалку. Јас за Лесново најмногу сакам да им кажувам на оние луѓе што се далеко од Македонија, но се заинтересирани. Дел од нив беа овде. Еве, зборувам и за верници од Србија, Република Српска. Би сакала оваа природна убавина која често ја споделувам преку слики, да ја видат сега и одблиску, нели, внатре нема да снимам, но целосно дворот надвор, приубавиот и прекрасен и среден двор, ќе го снимам за да видите за каква природна убавина се работи. Почна вечерната богослужба, значи во чест на успението на Мајката Божја. Овде, нели, денеска вообичаено е подолго. Ќе присуствуваме на сите, нели, читање на статиите и се она што е предвидено, што е, нели, што се служи во овој ден. Би сакала, еве, да и ви ја представам оваа убавина, иако, нели, сонцето смета. Овде е гостинската соба. Таму горе е трпезаријата каде што се собираат многу луѓе секогаш после секоја литургија. Таму има, нели, иконаци. Тука нашиот многу почитуван и ценет владика митрополитот Брегалнички Иларион, кој што јас посебно го почитувам, кој е воедно и мој духовен отец. И секоја моја одлука, за секоја моја одлука се консултирам токму со него. Сега пред малку си зедовме благослов од него. Спаси нас.
внатре не можеме да снимаме. Ќе го почитуваме нели правилото на манастирот и на црквата, но сите добро знаете дека се наоѓаат моштите на нашиот нов светител Свети Гаврил Велички Светогорец епископ, кој што нели беше канонизиран 2016 година и по неговите молитви на неговите мошти се случуваат многу чудесни исцеленија. Секој што сака да го посети манастирот може во било кое време. Значи нема да се покае, бидејќи јас лично го чувствувам за мој исцелител секојаш кога сум во некоја тага, кога не знам што да правам, постојано доаѓам овде и го наоѓам моето смирение. Овде се палат цвеки, а овде се наоѓа продавничката во која можете да најдете се по многу поволни убави цени, ефтино. Значи од книги, масла, нели икони, се разбира и се она што секој православен христијанин треба да има во својот дом. И таму нема да, нели за сега да влезам да снимам. Но ова што го гледате е сосема доволно за да посакате да дојдете и вие, оние што никогаш не дошле. Еве позади се гледа самото село, бидејќи селото се вика Лесново и потоа нели е и Лесновскиот манастир. Што прави напредува али слушате псалм 1, првиот псалм. Јас сега влегувам во црквата, бидејќи навистина малку нели пропуштив. Не сакам да го пропуштам остатокот од богослужбата. Овде горе има и параклис посветен на Свети Јован Крстител, исто така има нели и на Свети Наум. Тоа е во нели оние ситуации се користи кога е нели премногу гладно, кога нема многу луѓе, но во Лесново секогаш има премногу луѓе. И се врши литургијата повеќе во главната црквичка, која воедно е посветена на Свети Архангел Михаил. Во овој манастир секоја недела е преполно на сите поголеми празници исто така, но како поголеми слави на манастирот кои што нели се слават и тогаш е во поголем број масовноста на луѓето, бидејќи нели се рачуна, се смета како слава, тоа се рожденството на Пресвета Богородица сега на 21 септември, празникот на Свети Гаврил Лесновски на 28 јануари, во јануари исто така на 12 јануари нели упокоението на Свети Гаврил епископ Светогорски исто така нели се обележува, како и денот од канонизацијата, односно од прогласувањето за светител на новиот наш нели Лесновски светител. Тоа е на 28 мај. Исто така и за денешниот празник што е нели посветен на Успението на Пресвета Богородица, и сега има нели
поголема фреквенција на луѓе. Така да во секој време можете да го посетите, но тоа се оние основни празници. Ако некој заборавив, може би уште нешто имаше, но исто мислам да и за Свети Наум има параклис посветен на него и во таа чест исто така се обележува и овде како слава на манастирот. За оние што се уште не знаат, ако ги има, значи ова е машки манастир, игумен на манастирот е отец Исак. Исто така овде монаси се отец Филотеј и отец Гаврил. Подолу, значи како меток на овој манастир се исто така и манастирот посветен на Свети Спиридон и на источен петок Бајаклија, кои што се женски манастири, но за тие манастири посебно ќе одвојам време некој што ве запознаеме со нив, иако многу од вас ги знаат. Наследник покажи ме, радуй се невесто, не невесна. Не ме гледате видејќи е темница. Значи додавме овде пред 17 часот, а сега е некаде после 20 часот. Некаде 3 часа траеше. Се читаа статии кон Пресвета Богородица за низиното успение. Многу ми е мило што учествував и јас во пеењето. Нели овде се делат книги и целиот верен народ пееше. Навистина премногу благодатно. Мајката Божја, Пресвета Богородица, нека биде на помош на сите.